Славија. Да. Го изгубивме од Раднички Београд во Титово Ужица. Тоа беше, меѓутоа, после истата година игравме во куп на куповите на нивото на Европа. По вокалар, новинар во редакцијата Вечер, продолжив да ги следам резултатите на Александар Књазев како тренер. Се сеќавам на далечната 1976 година, во купот на куповите, наш представник беше Работнички. Тој заедно со Лечич успеа да направи победничка атмосфера во екипата, која стигна до полуфиналето, каде се сретна со славната италијанска екипа Чинцано од Милано. Во првиот надпревар Работнички загуби со 90-67, а на реваншот во Скопје, само 2 недели подоцна, Работнички славеше со 104-89, меѓутоа тоа не беше доволно да се надомести големата негатива од минус 23 кошеви во првиот надпревар. И тука заврши настапот на Работнички на евросцената. Сега да те прашам за оној период кога беше во Зенит, тогаш такви квалитетни играчи како што беше ти не достига плеймейкери денеска, тогаш бекови кои беа главни креатори на играта, и ти беше тука постојано до репрезентацијата. Дали вината ја гледаш кај селекторите што не ти обратија внимание, или кај сами од себе едноставно немаше толкава желба да играш за тој состав и ориентиран беше повеќе тука на Работнички? Па, добро, имаш и тука вистина дека ние бевме малку на страна. Меѓутоа, од тие 100 играча, ако кажеме као плеймейкери, у тој период беа Джерџа и Басин. Да. Така да Джерџа беше испред нас по квалитет и со искуство и по години. Да. Така да репстацијата нормално не може да земат по 3 или се земаат тие што им одговарат, да, и така тие беа. Од Задар исто беше кошаркашки град и кошаркашки тим, кај што стварно кошарката и они беа икс години и они шампиони на Југославија. Така да ние бевме малку позапоставени, да кажеме. Сега, секој играч нормално си има некој надпревар што посебно се сеќава. Ти кажа за Олимпија, бидејќи тоа беше деби во првата Сојузна кошаркарска лига, меѓутоа некој вака по драматика или по нешто што ти се случило во текот на таа средба, по некој пресврт, на кој надпревар посебно се сеќаваш? Конкретно, после игравме со Локомотива Загреб, денешна Цибона, и на нашиот терен тука губевме некој десетина поени, не знам, на крај Лазо, нервозен, тајмаут, лево, десно, покушаваме све да направиме, меѓутоа не и одеднаш дигна руке, вика Ацика, играј сам, што сакаш, прај. И јас ја земав толку слободата од секоја позиција, и продори, и шутои, ни поваѓа, да ви кажем право, така да на тој надпревар имав постигнат 38 коша, а заврши надпревар 68-62. И меѓутоа, за наша несреќа, и тога, мислам, почнат и југославенската јавност да нешто размисли и за нас. Не може да веруваат дека јавноста, дека може Работнички да ја победи Локомотива. Па имавме проблем, инцидент на теренот со некој игра, односно од публиката, направил према притисок после утакмицата во кабинета на Работнички, така да не казнеа 5 надпревари да играме ван. Да, и тие продолживме да играме во Кавадар се мислеше ни... Кавадар се беше покасно, него у Гостивар. У Гостивар бевме. И тој кога дојде тамо, и тамо па ги тепавме поише. Така да, меѓутоа, за несреќа и таа година па испаднавме од лига. Значи, нешто како фудбалскиот клуб Вардар беше и Работнички, барем на почетокот додека не се стабилизира. Тренер во Работнички, колку долго беше тоа, бидејќи Лечич на почетокот од 70-тите го напушти
Работнички, па ти дојде, па вака после пак тој, па заедно и така, тој е дел имаше од кариерата. првата година бевме заедно, 70-71. Мислам, меѓутоа во тоа време се можев јас да играм, па имав многу понуди. 69-та играв во Маврово, меѓутоа па си бев заедно со Лазо као тренер. Таму идевме само инцидентно. Да, кога Два имаше пати неделно и надпревар. Така и тога треба да потсетам дека Маврово има најголем успех направено во единствената, уствари Б лига беше, кој се делеше на А и Б. Ние бевме до Београд и Суботица на оваа страна и Маврово има забележено најголем успех, 6-то место во таа лига. Италија. Да ви кажам кои биле представници тоа. Играше еден Раднички, Београд, Валјево, Проетер, Зренјанин, Суботицево, Борат Чачак, така да и Работнички беше уисто. Значи сите прволигаши. Подоцна прволигаши или да, претходно. Другата година па се отвори желбата во Тиквеш Кавадарци. Сакат тие да играат кошарка. Ме повикаа мене, бев така на 15 дена као инструктор малку да ги припремам. Припремаме за квалификации, успеавме да влегнеме во првата македонска лига, јас како тренер, и тоа се почетоците исто на Кавадарци во кошарката во Македонија. Следната сезона, вика Тацика, ако сакаш и ти да играш. И ја ќе играм. Играв и уште една сезона. И, мислам, играв втората сезона, со резултати, мислам, 4-то место во Македонија освоила. За нив супер резултати. И меѓутоа што се деси? Ти се сеќаваш кога Лазо отиде, тоа е 72-та, мислам. За Чачак, да, за Чачак. И Лазо отиде за Чачак и сема Работнички останав само на мене. Така да не можев да си правам екскурзии, да идам у Костивар, па Кавадарци, така да. И фактички тука се зафатив стрикно и сам да се обучавам за да се спремам за надпреварите за као тренер во Југословенската лига. И потоа почна веќе исклучиво да се занимава со таа работа, тренер. Па сега за тренерската кариера, како течеше, еве, кажа, Работнички, Кавадарци, потоа... Добро, тие беа, да, Работнички ми беше главната, мислам, преокупација. Тука веќе Работнички направивме, ако Лазар отиде, меѓутоа имавме многу, мислам, у таа година чак 26 бода бевме собрали, меѓутоа за несреќа изгубивме од Чачак, изгубивме од Љубљана дома и така со исти бодови 26 освоивме. До тога имавме само по 22 и останувавме во лига. А тога 14 клуба се надпреваруваа во лигата и ние бевме 10-ти. А со исти бодови скоро со овие пред нас, меѓутоа меѓусебните сустрети не ни овозможија да идеме погоре. Сега 72-та, 3-та, јас отидов на школување во Сараево за виша тренерска школа. И тога имавме исто така една многу успешна сезона. Победивме Партизан у Белград, Раднички, кој беше првак на Југославија, ми го победивме таму. Третата утакмица требаше и Звезда да ја победиме, меѓутоа од многу ќе беше 3 белградски клуби. Не можеа да си дозволат и тие, доста ти е било, вика. И да победиш очиш и Звезду, имаше Јакшич, Белошевиќ, најдобри судии во тоа време во Југославија. Вика, Ацика, доста, претерили сте. И се ти беше јасно. Да, и добро. Ние бевме си задоволни и со тоа што постигнавме. Другата година, 73-та, бев поканет као асистент на Мирко Новосел, ќе зема репстацијата, тие се златните момчиња,
еден месец бевме во Америка, односно во Соединените Американски држави, као научна експедиција. Па за прв пат игравме тие со сите коледжи, беше многу организирано, меѓутоа за среќа или несреќа наша, сите коледжи ги победија. Со Чосич, со Славнич, со дали Паѓич, дали Башич, многу добро тие беа. Кичановиќ, така, Капиџич, Јеловац, Јерков, може и некој ќе заборам да го спомнам. Меѓутоа, цела година после тоа бев ја во составот на штабот, така да истата година во Истанбул бев као втор тренер, помошник да кажам, на Балканијадите, како освоивме златното место, првото место, златна медаља. Другата година бев пак уфрлен као тренер заедно со Ивковиќ, братот на Дуда Ивковиќ, постариот, Слободан, заедно водевме олимписки нади, тогај се вика. Една генерација до 20-22 години. Имаше лига европска, на кој што освоивме прво место. Потоа дојде оној период кога веќе беше расширена кошарката, речиси, насекаде низ Македонија и почна да се создава МЗТ Скопје, клуб кој во тоа време му се придружи на Работнички и беше прволигаш, па потоа таму ти продолжи. Тука има години уште што може да се зборе, меѓутоа тоа е веќе кога јас и Лазо имавме некој конфликт со Работнички и така да ги земавме скоро пола играчи од Работнички, што беше квалитет, и отидовме 85-та година во редовите на МЗТ. МЗТ веќе тој беше под Скопје, па МЗТ го зема фабриката и веќе 3-4 години се надпреваруваше као прваци на Македонија. И со овој состав што го направивме и тренинг од една година и такмичење во Б лига, следната година го освоивме првото место во лигата и МЗТ влегне во југословенски размери заедно со Работнички. Скопје за прв пат имаше два лигаша, и Работнички и МЗТ. За несреќа Работнички таа година во лигата испадна, а следната година, значи МЗТ играше 2 сезони, следната година и МЗТ испадна. Тоа беше јас следната година која испадна Работнички, се вратив у Работнички и продолжив кариерата повторно Работнички. 87-88 игравме втора лига. Меѓутоа, као втори лигаши, постигравме најголем успех во рамките на кошарката во Македонија, односно на квалификацијата за Куп на Југославија. Победивме во Бар екипата на Црвена звезда, екипата на Шибенка што се надпреварува во првата лига и Бар као втори лигаш и се пласиравме меѓу сега модерно што викаат Final Four, меѓу 4 екипи кои игравме на Final Four во Риека. Тоа беа Партизан, Цибона и Сплит. Работнички, за несреќа ни падне Цибона со Дражен Петрович, тие многу беа добри за нас и така и јаки имаше. Кнего, не можевме да им парираме никој. Да, меѓутоа беше за нас една така спортско надпреварување. Потоа дојде распадот на Југославија и ти беше еден од главните тренери во македонскиве простори. Да, и тука има еден период, после таа сезона, јас, пошто не се пласиравме во првата лига, имав понуда од еден втори лигашки грчки тим, отидов таму. Да, прв трансфер, да кажам, сум направил, а овдека го оставив помошникот Заре Марковски. Да. Тој се нафати, до тога ми беше помошник, се нафати да работи. Така да меѓутоа таму останав само една година, се вратив следната сезона во Работнички, па игравме. Заре Марковски имаше нешто проблем со клубот, напушти, отиде во Италија, па дојде
да го 92 година. Јанко Луковски, тога игравме Јуба лига, тоа беше од Белград навака Босна, од Хрватска и Словенија не учествувава и тука исто работнички имаше голем успех кој освои третото место во таа лига. После со самостојното на Македонија започна, ја превземат кормилото работнички. 2 години бевме шампиони и 2 купа освоивме. Тука игравме меѓувремено и за куп не куп, тоа беше Лига на шампиони на Европа. Да, на ниво на Европа. На ниво, во првите тука години. имавме добри резултати, као резултат на тоа ја бев као успешен, најуспешен тренер во Македонија со